Почитувани, добра вечер, добродојавте во уште една анализа на Телевизија 24. Перманентна политичка криза, тоа се чини е судбината на македонската политика и на македонското општество. Тоа го покажуваат и последните настани во собранието околу гласањето на последните антикризни мерки, но и околу дебатите за гласањето на пратениците во скафандери и целата драма која настана во собранието по кој знае кој пат во македонската политика. Сето тоа е поврзано и со владењето право и корупцијата, вечна тема, болна тема во земјава. Последно што се случи е приведувањето на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски поради сомневања за корупција кај него, па така ова прашање се повеќе станува актуелно и со последните апсења на Сашо Мјалков и Орце Камчев. И сега прашање е дали владењето на правото и борбата против корупцијата се засилуваат, како и зошто тоа се случува. Ова се дел од темите со кои вечерва ќе разговараме со нашите вечерашни гости. Тоа се Стојанче Ангелов, кој во моментов е директор на ЦУК, исто така и председател на Достоинство, како и Љупчо Ристовски, председател на Интегра. Почитувани, добра вечер на двајцата. Само да кажеме за почеток дека во моментов господинот Рашковски го носат во притворот Скопје, бидејќи е преиначена одлуката за притвор. Тој веќе судот реши да ја прифати жалбата на обвинителството и наместо во домашен притвор Драги Рашковски оди во популарната шутка. Така да, штом ќе имаме директна врска со нашата колежска Искра Опеческа, ќе се вклучиме директно. А за почеток, ова нека биде прва тема, бидејќи е најново, најактуелно. Ангелов, ова се сцени кои не беа забележани во минатото, значи поранешен генерален секретар на владата, некако експресно се решаваат работите, ги спомнав и Сашо Мјалков и Орце Камчев. Ова според владата е доказ дека имаме засилување на борбата против корупцијата во земјава. Дали е навистина така? Не само борба против корупцијата, туку и неселективност во приодот. Одговараат сите оние кои што направиле или прават кривично дело и сите оние кои што во иднина ќе направат кривично дело. Така што ја покажуваат целата сериозност на владата. Можеби требаше известно време додека владата да ги условно кажано пофаќа конците, но сведоци сме дека особено во последните неколку месеци неколку крупни во наводници цверки завршија за дрешетки. За некој се уште важи презумцијата на невиност. Драги Рашковски според закон се уште е невин. Ќе биде невин се додека со правосудна судска пресуда не му биде докажана вина, но факт е дека оваа власт постапува неселективно, при тоа дури оние кои што до вчера биле од првиот нејзен ешелон ги става за дрешетки. Да, добро, ова нека биде вовед. Господине Ристовски, ова што го вели Ангелов отпрлика е ставот на владата. Јас би ве прашал вас, ова ми се чини дека јавноста го чекаше уште кога Зоран Заев прв пат дојде на власт во првиот мандат. Сега се случува по речиси 4 години. Дали мислите дека е на некој начин задоцнето ова? Дали го има посекуваниот ефект? Видите, секој премиер и секоја влада со доаѓање на власт имаат обврска да го остават судството да суди според словото на законот и според собствената совест на судиите. Че независноста на судството како компонента на владењето на правото е услов без кој не се може. Значи, тоа беше сосема нормално да едноставно било која влада да е на власт, да му даде независна позиција на судството, да тоа се суди така како што личи. Нормално да си заштита својата судска чест, својот судски образ. И за мене ова е и задоцната реакција. Второ, покажува висок степен на зависност на судството од извршната власт, затоа што процесите се случуваат по, да речеме, одредени политички најави, одредени политички пораки се случуваат од страна на премиерот, од страна на владата и така натаму, и потоа нели се разбранува јавноста и под притисок на јавноста реагира судството. Во дадениот случај јас не би сакал прерано да коментирам, затоа што сите изјави укажуваат на тоа дека се ќе заврши нели на судска инстанца, таму ќе бидат финалните одлуки. Дали е сторено дело или не можеме да преюдицираме во оваа фаза. Можеби
му дале некоја законска обланда. Јас во една прилика во една од дебатите на друга телевизија реков дека целиот тој чин не е етички во самата основа. Има основа за сомневање дека тука има некое мешетарење, но јас сум сепак убеден, иако немам валидни докази за тоа, дека не можело сето тоа да се случи без знаење на премиерот или барем високи достојници од Социјалдемократски сојуз и од владата. Јас претпоставувам дека тоа е правено во кулуари, правено е со меѓусебно знаење и веројатно во фазите ќе се обидат да понудат и меѓусебна заштита во тој дел, но сметете го ова што го говорам јас за шпекулација, немам соодветна аргументација и докази во тој дел, но целиот овој процес, целиот овој случај, како и сите останати случаи, укажува дека имаме се уште висока зависност на судството од извршната власт. И во случаевите со Мијалков, со Камчев и така натаму. Не може изјави на премиер да бидат претходница на судски одлуки. Тоа е недозволиво. Да, ова што го кажува господин Ристовски е интересна теза, тоа исто така често го гледаме во јавноста, го читаме, дека речиси е невозможно премиерот да не знал што прави Драги Рашковски. Последниве докази кои излегоа од новинарските истражувања во однос на джипот на Рашковски прилично индикативно. Значи, еден од луѓето кои бил ангажиран во владата како под наводници таен хонорарец, оние хонорарци со владата ги објави под притисок на јавноста, негов бил джипот, па му го дал на Рашковски да го користи, а тој земал пари од владата, кој ги подпишувал Драги Рашковски. Еве и вие сте на некој начин функционер, директор сте на ЦУК. Можно ли е премиерот да не знае сето ова да се случува кај неговот двор? Секако дека е можно, не верувам дека премиерот знаел, бидејќи самиот е свесен, доколку неговиот генерален секретар или првиот човек на оперативниот дел на извршната власт, јас би рекол директорот на сите директори, доколку тој прави криминал, тогаш секако дека на тапет на јавноста ќе биде премиерот, затоа не верувам дека премиерот бил свесен, но како што веќе реков, прво да видиме дали навистина е направен криминал. Од друга страна, на што го кажа господинот Ристовски, дека постои некој таен договор, одна предсклучен, дека целото ова ќе биде циркус за граѓаните, ќе потсетам дека истото се зборуваше, циркус за граѓаните, јас го потребувам како израз, не вие, се зборуваше и за Мијалков, дека нема да добие ефективна казна затвор, дека влегувањето во притвор е само мачкање очи на граѓаните, па видовме дека доби повеќе годишна затворска казна, уште една, така што истото се случува со Орце Камчев. Кај граѓаните е оправдано да постои недоверба, бидејќи овие се нови процеси кои што се невообичаени за Македонија. Прв пат ние гледаме вакво нешто. Ние во минатото сме имале случаи кога некој од високите ешелони на власта ќе настрада или против него, да кажем, ќе биде истиот, ќе заврши за решетки, ќе биде покренато обвинение или ќе биде осуден, но само ако претходно влезе во лоши релации или се скара со премиерот или со некој нему близок човек. Ние во овој случај имаме човек кој што до последниот момент, додека не беше уопсен, од она што го ние знаеме како јавност, дека имаше нормални односи со премиерот, бидејќи ако имал влошени односи, тоа ќе се дознаеше во јавноста. И ова, од друга страна, ја покажува и решеноста на премиерот да расчисти и со корупцијата, но и со сите останати видови на криминал. Да, но сега прашање времето. Ова што го спомнавме на почетокот, како што кажав, 4 години после, мислам дека јавноста очекуваше многу порано сето ова да се случува. Подобро некогаш отколку никогаш. Ќе се согласете. Да, тоа е во ред, но сега прашуваме за ефектот врз јавноста, дали е тој посакуван ефект. Вие спомнавте, господине Ристовски, дека е направен под притисок на јавноста. Јас би прашал дали само под притисок на јавноста. Гледаме дека особено американската амбасада испраќа директни пораки во врска со борбата против корупцијата. Многу подиректна беше пораката на Метју Палмер, кога тој директно кажа дека е потребна борба против корупцијата, спомнуваше некои странски инвестиции во земјава, дека треба да се прави без притисок, без инволвирање, прилично индикативна порака. А последната порака на американската амбасада е дека борбата против корупцијата е суштински дел од стратешкото партнерство меѓу двете земји. Па сега, иако не го кажуваат они тоа директно, се добива впечаток дека американците буквално не буткаат во овој процес, дека не го правиме баш сами. Јас мислам дека не е баш така. Печатокот е сосема поинаков. Ако сакате наназад погледнете годиниве,
ако немате конзистентен став како американска амбасада во однос на корупцијата, во однос на владењето на правото, ќе ви се случуваат ситуации како Крсто Муковски и 8 минута што направија преседан, ги извлекува од затвор за да ги гласаат уставните амандмани, за да се остварат лукративните интереси, да се промени уставот и уставното име за домашна употреба, тогаш има еден аршин во однос на Крсто Муковски и другите, па го примаа во амбасада, остварува средби со него и така натаму. Сега има друг аршин. Претходно имале трет аршин, во случајот со бегството на Груевски четврт аршин. И тука одма имате неконзистентност. Јас отворено го говорам. Во овој случај и во X други случаи американската амбасада во Македонија покажала неконзистентност. Следала лукративен интерес на дневни политики, нормално сходно на своите претпоставени агенди или нешто слично, но тоа го секогаш спроведувала преку премиерот и преку владата. Значи, тие знаеле добро дека владата и извршната власт имаат одредени конци каде можат да диригираат дел од судиите. Значи, тука имаме една перверзна ситуација во основа, малце групи изразов, но штом немате конзистентност и нивото на довербата во сите овие обиди да едноставно сега се прикажува дека тие се претходница на борбата против корупцијата на владата на Заев, да исчистат одредени ситуации од терен, ми се чини дека нема силина на аргумент. Јас не сум лично убеден дека тоа се искрени намери, дека тоа се искрен крик. Може би, внимавајте, имаше промена на владата во Америка, може би претходната влада имала едни насоки, друга влада имала други насоки, но се работи за иста амбасада, се работи за ист амбасадор, за ист персонал. Не може да имате такви решафал ситуации во да речеме праќање на пораки на една амбасада. Иначе тие можат генерално да праќаат пораки, но не можат оперативно да се симнат и да разговараат со премиер, со министер за случај Мијалков, за случај Камчев, за случај Рашковски, за не знам кој. Тоа не е нивна надлежност. Тоа е мешање во внатрешни работи на една држава. Да, Ангелов се согласувате ли би сакал со да овој став? додадам. Прво, вие самите рековте притисок на јавноста и тоа е за пофалба. Факт е дека јавноста секогаш може да има позитивно влијание врз било која влада, така што притисокот на јавноста се одразува позитивно и врз останатите две власти, врз судската и врз законодавната. Притисокот на јавноста, меѓу другото, и резултат на медиумската слобода, бидејќи колку опозицијата да не се согласува со тоа, денес имаме многу повеќе емисии и настапи на опозицијски политичари, како што е вечерва господинот Ристовски во ова студио, кои што може да го кажат својот став, можат слободно да критикуват, па дури понекогаш критиките преминуваат во вулгаризми. Ние видовме вулгаризми од страна на председателот на ВМРО ДПМН во неговите изјави. Добро, мислам дека само мала дигресија, мислам дека ние во 24 телевизија сме исклучок, бидејќи кај нас секогаш имало опозицијски политичари. Тоа сака значи, и пред 10 години. Јас зборувам на ниво на држава, се согласувам со вас, да. Не, знам, ве разбрам, чисто Јас сум доказ за ова ваше чисто тврдење. да се пофала малку, да. За ова ваше тврдење јас сум жив доказ, бидејќи додека и господин бевме Ристовски исто да е доказ. додека бевме во опозиција, редовно бев гостин во вашето студио. Вториот момент е притисокот од надвор, во конкретниот случај американската дипломатија, американската амбасада, но и функционерите од Европската унија. Тоа оди во насокон она што и го кажа и самиот премиер Зоран Заев, мислам дека беше пред председателските избори, кога кажа дека нам ни треба еден камшикар. За ова имавме една дебата токму со господинот Ристовски, кој што зборуваше за гордост и така натака, но факт е дека притисокот на јавност и притисокот од надвор, ако е добронамерен, дава позитивни резултати, иако јас сакам да верувам дека ние како влада и како власт и без притисокот на јавноста и без притисокот на од надвор, пак би ги презели сите действија, но еве оставам вие да сте во право и гледаме дека има позитивни резултати. Да. Значи, за волја на вистината, во време на предпоставен режим од минатата власт, јас од 2015 септември, значи кога сум на јавна сцена позачестен, за волја на вистината не сум имал притисок, дури ни од владата на Груевски во тој период. Сум настапал по X телевизии, во вашата и во други телевизии, сум имал жесто критички однос кон тоа режимско владење, значи сум го квалификувал како автократско и така натаму, како хибриден режим. Значи сум критикувал, никој пат никој не се дрзнал да ми се јави, да ми врши притисок, да ме уценува, да ме условува, и тоа е честно, објективно да го кажам пред македонската јавност, ниту пак во овој изминат период кога сум, да речеме, жесто критичен на Социјалдемократскиот сојуз и владата на
владата на Заев. Но не Че јас лично не сум имал Не сте действувале никакви притисоци. 2011, 12, 13, 2015, 16, ВМРО ДПМН и Никола Груевски беа силно разнишани и тука веќе беа тие први николци, би рекол, но веруете дека претходно, освен што беа затворени медиумите, и малкумина се осудуваа јавно да изговорат некои работи. Денес сме сведоци дека ситуација беше сведоци сме лош дека пример. денес многу представници на опозицијата, на оние порелевантни опозицијски партии и на големата и на помалите имат можност да се појават на медиум. Добро, прашањето ми беше, господин Ангелов, да, и премиерот Заев го спомна тоа за камшикарот, го кажа таа славна изјава. Зошто не треба камшикар? Зошто не треба тој притисок од надвор? Кога ќе почнат институциите да делуваат сами по себе, без политичко влијание, објективно, непристрасно? Можеме ли да дојдеме до тој момент? Значи, еве, во случајот со Драги Рашковски, да Борет, може би, не може се да знаат, не може обвинителството се да знае. Веднаш, после првата објава, да почне да работи без притисок. Едноставно, ќе видиш дека нешто не чини, испитај, постапи и така натаму. Кога ќе дојдеме до тој момент? Мој личен став како председател на достоинство да споредиме нашата држава со една млада фиданка, бидејќи од аспект на историјата, ние сме млада фиданка, која што е врзана за како да кажам, за еден цврст предмет за да може да се исправи. Ни треба време, факт е дека сега полека одиме напред. Јас сум оптимист и верувам дека во следниот период полека ќе и како влада и како власт ќе преземаме чекори кои што порано беа многу потешко да се преземат. Добро, имаме колешката пред затворот Скопје, бара да се вклучи, да видиме. Опеческа, каже ни што се случува, дали го донесува Драги Рашковски таму? Да, сеат пред едно 15 на минути со полициска придружба поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски беше донесен овде во истражниот затвор Скопје во Шутка, откако кривичниот суд Скопје ја прифати жалбата на обвинителството за гонење организиран криминал, што ја поднесе откако првично судот му одреди на местомерка притвор, му одреди кукен притвор. Сето ова доаѓа откако обвинителството отвори истрага за 3 одлуки што ги донел Рашковски како генерален секретар на владата за распишување на 3 јавни набавки поврзани со негов патент софтвер кој што требаше да биде употребен за детектирање на сообраќајни прекршоци. Нешто малку пред да биде донесен Рашковски беше донесен и управителот, односно собственикот на фирмата Инвока преку која што се набавувала софтверот, и тој е веќе во притвор, а за другите двајца осомничени останува на сила она што го бараше обвинителството, а претходно им беа изречени мерки на предпазливост, односно да не ја напуштат државата и да не го напуштат живеалиштето. Што ќе се случува сега ќе видиме, имено ова е само истрага. Притворот е на 30 дена, дали за 30 дена обвинителството ќе успее да собере доволно докази, ќе видиме, затоа што претходно обвинителството кога Рашковски пред 3 дена беше донесен во кривичниот суд на распит на кај судија на претходна постапка, кажа дека во другите 2 одлуки што ги донел Рашковски, а се поврзани исто така со софтверот што требало да биде купен и платен, но не донесен, се во игра уште 2 економски оператори. Меѓутоа, обвинителката што го води овој случај Ивана Трајчева, тогаш за медиумите изјави дека бидејќи се уште нема никакви докази, за сега таа истрага на тие 2 економски оператори нема да се прошири, но доколку се најдат докази, се разбира ќе се прошири и во таа смисла обвинителството не сака да шпекулира со имињата на тие економски оператори. Сега доколку немаш некое прашање, тоа е се, за сега ќе останеме уште малку да добиеме веројатно и изјава од директорот на затворот од Шутка, кои се процедурите сега по кои што ќе биде овде сместен Рашковски и собственикот на Инвока Груп, и се разбира во следното издание на вестите на телевизија 24 со повеќе детали. Да, Искра, ти благодарам. Мислам дека тука ситуацијата е јасна. Ќе ги видиме деталните информации во дневникот во 20 како што најави. Господин Ристовски, ова со Рашковски е последна во низата афери кои ми се чини дека последно време зачестуваат, ја тресат власта, излезе она со пасошите, со тие нефалсификувани, туку оригинал пасоши изработувани од македонското МВР, па после она за тие изводи 80.000, колку беа 90.000 изводи со
дупли тематични броеви и така натаму. Ми се чини дека аферите некако добиваат на интензитет, се зголемуваат, опозицијата најавува и протести, повод им е ослободување на затворените од 27 април. Мислите ли дека власта вака ќе успеа да го истера целиот мандат, проследено со тенкото мнозинство кое го има во парламентот, каде што гледаме дека цело време е проследено со некакви блокади? Види, во тешка незавидна ситуација е владата на Социјалдемократскиот сојуз, штом циклично зачестуваат афериве, не може тоа да не заврши со првиот степен, тоа е политичка одговорност на некој од министрите или директорите на овие државни институции кои што се вмешани директно во овие афери. Тука треба да се потенцира еден момент дека дуи неговите челници на одредени клучни институции, па ако сакате и министерства, е длабоко вплеткан исто така во високо коруптивни афери, тие исто така не смеа да останат надвор од овој круг, од овој циклус. Тоа значи дека судските органи мора да постапуваат праведно. Значи мора да постапуваат подеднакво како за коруптивните афери на едната страна, така и за високо коруптивните афери од другата страна, поготово што внимавајте, една афера со 96.000 изводи кои што се без потполна документација, од кои 20.000 се дупли, тоа е страотна афера. За таква афера во западни просперитетни нации владата паѓа. И тоа не самата да поднесе оставка, него под притисок на јавноста. Народот се крева на протести и не ги остава да диша 24/7. Че ова се опасни преседани. 20.000 изводи може да направат трагедија. Потоа овие двојни пасоши, лажни идентитети на наркобосови, на лица кои што се со Интерпол барани, со потерница, вие да им бидете закрила, тоа е страшна работа. За такви афери влади паѓаат, не министри. Кај нас немате ни на повидок политичка одговорност од министер, од директор на институција. Премиерот не се охрабрил да побара јавно оставка од било кој директор, од министер кој што е вмешан директно во аферите. Се додека тоа не го прави, одговорноста е врз негови плеќи. Ангелов, не треба да се биде политички експерт да се види дека се зголемува некако интензитетот, притисокот врз владата со афериве, како што ги спомнав. Тоа отприлика го покажуваат и анкетите, опозицијата опасно дише во врат. Анкетите дури покажуваат и принос на ВМРО-ДПМН пред СДСМ, иако и на последните избори таква отприлика е состојбата. Заев успева тоа да го амортизира со коалицијските партнери, со тој коалицијски капацитет. Мислите ли дека ќе се исполни оној збор или ветување на премиерот Заев дека овој мандат ќе се тера до крај? Мислам, он веројатно дека сака, но дали ќе успее? Не гледам причина зошто мандатот не би бил истеран до крај. Мнозинството, иако е тенко, е мнозинство. Никаде не пишува дека треба да се повеќе од 61 пратеник. Ковидот е тој кој што сега ја влошува состојбата, односно дел од пратениците не може да присуствуваат на седниците поради што нема мнозинство во собранието, нешто што и кочи сите процеси во собранието, носењето на закони и на други акти кои што се носат во собранието. Но би сакал само да укажам на вашиот прилог. Видовте каква драматика има. Еден човек кој што е обвинет за кривично дело е однесен во превентивен затвор, во притвор, заради обезбедување да не побегне. Тоа е суштината на притворот. Тоа е се уште формално правно невин. Видете која драматика. Значи, зборував овде за барање... Не е обвинет уште. Мислам дека е обвинет. Но... Судот дава обвинение, обвинителство дава оставка. Не сум во тек, денес ни вести не стигнав да гледам, ова сега го гледам. Значи, имаме една драматика, правење на драматика. Кога Груевски требаше да отиде во шутка, исто така, отидоа новинарите, го чека, арно, ама, тој не се појави. Гледате дека овие представници на власт да се похрабри и одат таму каде што некој проценил дека треба да завршат. Во конкретно случај обвинителството, но полека луѓето ќе се навикнуваат и ова ќе биде една нормална појава. Ако некој го прекршил законот и заврши во притвор, нема да предизвика оваква драмолетка. Правењето на драми од ваков обичен настан е тоа што луѓето се жедни за правда, бидејќи порано, па и досега овие моменти беа ретки, кога некој представник
на првите ешелони на власта, Рашковски пак ќе кажеме од првиот ешелон на власта, завршуваа за дрешетки, иако пак ќе повторам, во случајот е само во притвор. Јас тоа би го рекол во однос на... Дали мислите дека, еве, господин Ристовски, тоа е едно популарно размислување сега, посебно на социјалните мрежи, ова го спомнавме пред малку, тие теории на заговор што беа, дали е договорена владата со Саша Мјалков, дали не е, дали е со Орце Камчев и така натаму. Сега и двајцата се во притвор, во затвор. Сега е дебатата дали тие ќе останат тамо, дали постои сепак не само таен договор, туку реално нивната моќ е навистина преголема, пред се финансиска моќ, влијанието кое го имале во децениите, со кои они се едни од првите луѓе на некој начин во земјава, дали во бизнес сектор, дали во политика, дали во безбедносни служби, дали мислите дека ќе успеат да останат во затвор, двајцата? Апропо претходното, само една реченица да кажам, значи, мојот печаток е, не мора да е точен, но Заев си доби сега партнер во Мицкоски и во ДПН. Конструктивна опозиција си доби. Значи, по укажувањето на Палмер, ВМРО ДПМН е да влезе во зона на конструктивна опозиција, се обезбеди проводност на одредени законски решенија во собранието, ДПН се конструктивна опозиција, и тоа ми дава за право слободно да кажам дека можеби ќе тера до 2022 година владата на Заев и Социјалдемократскиот сојуз, зашто Калето им обезбеди конструктивна опозиција во ДПН. Тоа значи дека, според моите проценки кои ја одамна ги говорам, тангото со ѓаволот продолжува во тој контекст. Иначе, дали ќе останат или не, знаете, мене ми наликува ова, па ако сакате нека и теорија на заговор, на еден меѓусебен договор. Заев веројатно пресретна окрупнување на опозицијата, средба на Мицкоски со Ристовски и Апасиев, на основа на меморандумот од ноември-декември, наместо Мицкоски да се сретне со нас и да се работи на антивладин фронт за рушење на владата на Заев, како што беше предложено во меморандумот, тој одлучи да се сретне со Заев. И Заев пресретна било какво окрупнување во делот на опозицијата, и сега во суштина мене ми наликува, не мора да е тоа така, на договор да Мицкоски му помага на Заев да расчисти со одредени ситуации и ликови во врвот на Социјалдемократскиот сојуз и владата, и обратно, Заев да му помогне на Мицкоски да расчисти со Мијалков, со Камчев, со Груевски, со неговите кадри и така натаму, да му ослободи проводност на Мицкоски на кормилото на ДПН. Нека и теорија на заговор, но еве мене ми наликува, нека ми дадат контраргументација дека тоа не е така ни едниот ни другиот. Од тука ми се чини дека еве американците повторно извршија влијание со конструктивната опозиција да ја обезбедат проводност на владата на Заев, на Заев и Социјалдемократскиот сојуз. За мене тие понатаму се сијански близници и се додека тие доминираат на политичката сцена, Македонија нема да види дерман, ниту пак македонскиот народ. Јас тврдам дека тука мора да се направи радикален ичекор. Чи мора итно да се менува законот за избори, мора да има една изборна единица без долен праг, задолжително ако сакаме Македонија да извадиме од жива кал. СДС и ДПН никогаш нема да извадат Македонија од жива кал. Да. Добро, сакате да додадете нешто? Подршка една изборна единица без долен праг и е насушно потребно на Македонија, бидејќи тоа ќе направи колорит на македонската политичка сцена. Тогаш во собранието ќе видиме пратеници од различни политички партии, да беше Македонија една изборна единица и господинот Ристовски ќе беше во собранието, но најверојатно јас како представник на достоинство, а тоа дека ВМРО ДПМН е конструктивна опозиција не би се согласил, затоа што СДСМ беа принудени. Вежбаат. Зошто тогаш двајца пратеници ги носеа со скафандери болни во собрание да обезбедат мнозинство. Ако ВМРО ДПМН беа конструктивна опозиција, ќе помогнеа да се обезбеди мнозинство и ќе гласаа за законите. Знаете дека тоа е се само не е конструктивност, од друга страна. Ама гласа, пак гласа. Так? Факт е дека Мицкоски во оваа фаза е добро да биде лидер на ВМРО ДПМН. Одлично. Цело време ќе дишат во врат на СДСМ или обратно, но политиката е прагма. Прагма е. Се додека не се направи нешто, како што каже господинот Ристовски, како рековте, некоја драконска промена, ситуацијата ќе биде ваква изедначена, а изборите се прагма. Тоа ние го почувствувавме на свој грб по малите партии и господинот Ристовски, бидејќи тоа очекуваше 35 пратеника, не освои ни еден, ние очекувавме 8, не освоивме ни еден, некојаш одамна.
Да. Добро, правиме кратка пауза за реклами, продолжуваме со темава што сега ја начнавме, политичката криза, случувањата во собранието. Останете со нас, се враќаме за кратко.